Министерството за животна средина и просторно планирање започна со спроведување на националниот акционен план за кафеавата мечка, поставувајќи соларни електрични огради за заштита на земјоделците и пчеларите во селата на Шар планина. Оградите се финансирани од ВВФ Хрватска и поставени во соработка со Националниот парк Шар планина. 5.000 земјоделци и пчелари кои се соочувале со загуби од диви животни, добија нова можност за заштита. Целта на оваа иницијатива е да се намалат конфликтите помеѓу луѓето и дивите животни, особено мечките и волците, без да се наруши природниот баланс. Овие огради се докажани мерки што успешно се применуваат во земјите од ЕУ. Проектот е дел од ИПА програмата на Европската унија и представува важен чекор кон одржливо и хармонично соживување со дивиот свет. Во текот на викендот, полициските службеници спроведоа редовни сообраќајни контроли низ целата земја, при што беа изречени вкупно 1077 платни налози. Од нив, 174 возачи биле затекнати без возачка дозвола, а 65 управувале возило под дејство на алкохол и биле исклучени од сообраќајот. Исто така, 172 мотоциклисти биле санкционирани поради неносење заштитна кацига, 156 прекршоци се однесувале на пречекорување на дозволената брзина, 149 за недозволено паркирање. 58 лица не користеле сигурносен појас, а 24 возачи користеле мобилен телефон при возење. Покрај тоа, 8 возачи поминале на црвено светло, 3 биле казнети за неправилно користење електричен тротинет, 49 возила биле отстранети поради нерегистрација, а 7 поради техничка неисправност. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека контролите ќе продолжат и во наредниот период, апелирајќи до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за поголема безбедност на патиштата. Британскиот медиум Експрес јави дека бројот на туристи во Хрватска значително опаднал, што е сериозен удар за земја која со години важеше за омилена дестинација на германци, австријци, чеси и италијанци. Поранешниот рај за ефтини летувања доживува пат поради драстично зголемените цени, дури 50% повисоки во споредба со пред 3 години. Додека цените во Шпанија и Грција се зголемиле за максимум 20%, Хрватска ги надминала и најскапите летни дестинации. Иако државата има ниски трошоци за енергија и релативно ниска ДДВ стапка од 13% за туризмот, главниот проблем се оперативните трошоци во угостителството. Тоа доведе до намалување на бројот на ноќевања и пат на приходите од странски туризам, дури и во шпицот на сезоната. Туристите не го кријат разочарувањето. Норвежанец изјавил дека цените се зголемени дури 3 пати во последните 2 години, нарекувајќи ги ненормални и изразил сомнеж дека повторно ќе се врати во Хрватска. Од друга страна, британски турист забележал дека цените во Хвар оваа година не се драстично поинакви од тие во Ровин минатата. Подпредседателот на САД, Джей Ди Венс, јавно ги отфрли обвинувањата дека Израел врши геноцид во Газа, истакнувајќи дека не гледа докази за такво нешто. Сепак, тој изрази длабока загриженост за хуманитарната состојба во регионот и рече дека сликите од страдањето на палестинците ми го кршат срцето. Во изјава дадена за израелски медиуми, Венс истакна дека разбира колку е комплексен конфликтот, но апелираше за поголема човечност и емпатија кон невините цивили. Тој додаде дека некои од неговите сограѓани не го гледаат страдањето во Газа, што, според него, представува морален предизвик. Изјавата доаѓа во време кога конфликтот меѓу Израел и Хамас и понатаму предизвикува огромни жртви и разорнување. Венс повика на дипломатски напори за намалување на тензиите и заштита на цивилното население. Со ваквата изјава, подпредседателот се обидува да го балансира американскиот став, поддршка за сојузникот Израел, но и признание на сериозната хуманитарна криза во појасот Газа. Председателот Доналд Трамп ја коментираше ситуацијата во Лос Анџелес преку социјалната мрежа Truth Social, велејќи дека испраќањето на националната гарда било исправна и неопходна одлука. Тој тврдеше дека градот ќе бил срамнет со земја без оваа интервенција и порача дека локалните власти ги лажат луѓето, додавајќи саркастично: "Ви благодарам, председател." Трамп распореди околу 2000 припадници на националната гарда поради немирите што настанаа по протестите против имиграциските раци. Протестите се претворија во судири и блокади на главни сообраќајници, а гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, го обвини Трамп дека ја поттикнува кризата за да оправда употреба на сила. Началникот на полицијата во Лос Анџелес, Џим Макдонел, изјави дека се соочиле со екстремно насилство и истакна дека дел од демонстрантите носеле молотови коктели и намерно го попречувале сообраќајот. Ситуацијата и понатаму е напната, додека траат реакциите и критиките за постапките на федералните и локалните власти. Трамп во уште една порака повика: "Доведете ја војската", потврдувајќи ја неговата поддршка за силна интервенција.